Тема е здравиот живот, односно здравото старење, а да си кажеме во положение со доктор Милан Ристовски. Доктор, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, само една мала исправка. Не толку здраво старење, колку што обид за подмладување. Обид за подмладување, значи не само здраво старење и обид за подмладување. И обид за подмладување. Да, од неодамна на Телма оди една емисија специјализирана за подмладување, здраво старење и здрав начин на живот. Се вика Полукружно вртење, а автор и водител е доктор Милан Ристовски. Затоа и ве поканивме во студиото. Сватив. Ви благодарам на поканата. Што ви инспирираше, што ви текна така? Ми инспирираше мојата генерација, нешто постарите и нешто помладите, кои што во тек на локдаунот натрупавме една така респектибилна килажа, претежно во масно ткиво. И гледам како особено другарите мои кои што не се од оваа биолошката, да кажам, сфера, каде што е медицина, фармација, стоматологија, да не ги редам, како не можат да се снајдат во концептот. Значи, да, они ќе налетаат на една изолирана информација од тип не јади црвено месо, не јади ова, не јади она. И на крај, под сите тие препораки кои ќе го направат списокот, прашањето, окей, што да јадам, побогу, што да правам, хало? Значи, та една диета, друга диета, трета диета. И све тоа јојо. Ќе проба едната, контрапродуктивно. Ќе изгуби, пак ќе накачи. Значи, сватив дека концептуалното непознавање е голем проблем. Од друга страна има само тројца или четворица од колегиве кои што се доктори нутриционисти, кои што навистина разбираат што зборуваат. Сега, до нив и тешко се стига, они се со пребукирани термини, не може секој да си го дозволи прво. Второ, едно е да го научи концептот, како да го прави тоа што е за него добар. Од друга страна, треба да го најде во рамките на тој концепт и модусот, да речеме, инаков е модусот да го изведе сето тоа, ако има возрастни деца што сами излегуваат, сами одат у школа или идат на факултет, луѓето со помали деца што мора да акомодираат своето време, зависно и од времето кое што е обавезно за носење деца во школа, враќање деца во школа, и да не ги редам понатаму врските. Тие се фактички најнебрано, бидејќи им е најтешко да го најдат модусот во тој концепт. Сега, кога зборуваме за тој концепт, ја не за џабе ги давам и во тек на емисијата примерите, не само од оние екстреми на човековиот род, него и останативе биолошки примери. Секогаш постојат екстреми, луѓе кои што едноставно не се наоѓаат у тој confidence интервал на доверливост, кој што го викаме, каде што поголемиот дел од луѓето имаат исти реакции, исто се однесуваат, исто одговараат на разноразни стимулиси. Да речеме, затоа и ги ставам примерите на бретеријанците, примерите на сангејзерите, колку и да се точни или неточни. Ајде, поред, би ја знамали режијата, ако е подготвено да видиме дел од емисијата на доктор Милан Ристовски, која од пред 10 дена се емитува на Телма во попладневните часови, некаде околу пладне. Како стареете, како годините ви се редат, така зачувувањето на вашето здравје и на вашата убавина е се потешко и потешко. Сите вие ќе остарите, а може би јас. Сигурно многу од вас се прашуваат како да се зачува здравјето, како да се зачува виталноста на постари години, како да се зачува мускулната сила, мускулната маса. Ние сме овде да ви ги одговориме овие прашања. За да одговориме на сите овие прашања, ќе мора да ве запознаеме со неколку основни факти што се случува со вашето тело, со вашиот организам во почетокот на старењето. Од раѓање па се до пубертет, потрошувачката на енергија ви е голема. Имате ниско ниво на телесни масти и немате скоро никакви хронични болести. Од пубертетот па некаде до 30-та година сте во најдинамичните години. Имате брз метаболизам, односно создавате и трошите многу енергија, се уште ви се ниски количините на телесните масти и се уште немате хронични болести. Зошто се појавува ваквата разлика во позрелите години на животот? Да, доктор Милан Ристовски вели лесно е да се биде млад и здрав и убав кога е човек млад. Сите ќе остарите, а може би и јас. Ричард Гир рекол дека старењето е привилегија на малкумина. За жал да. За жал да. Значи не треба да бегаме од тоа, туку напротив да се трудиме да остариме здраво. Па се уште старењето е физиолошка состојба.
се уште не е во нашата нормална физиологија. Се надевам дека у наредниве 20 години веќе ќе дојдеме до моментот да можеме да ги контролираме и биохемиските процеси, претежно антиоксидантните кои доведуваат до побрзо старење, оштетувањата како да ги изрепарираме што побрзо без да влезат во она хронично воспаление што на долги стази ни го уништува здравјето, а и неколку гени кои што ќе ни овозможат побрза репарација, односно поправка на она што ќе се оштети во нашиот организам. Емисијата ја препорачувам бидејќи трае кусо 15 до 20 минути, секој ден е на Телма во 12:10. И кога разговаравме и кога се договаравме за ова ваше гостување, ми рековте дека тоа треба да биде еден вид прирачник, односно еден вид скрипта по која ако се гледа редовно и сконцентрирано, секој ќе има мини медицински факултет или ќе знае да биде да си го одреди еден брз курс од биохемија и по здравство и физиологија. медицина, да. Токму така, 45 емисии се сосема доволно, некои работи дури и неколку пати да се нагласат, особено поважните. Меѓутоа, ова е емисија од концептуален карактер. Значи, концептот е пред се метаболичкиот синдром, како да се избавиме од него, како, веруете ми, најголем предизвик, поголем и од корона пандемија на денешницата. Кога ќе пресметате колку луѓе заглавија па и во метаболен синдром после пандемија предизвикана од самата вироза која што ја преболеа, метаболниот синдром е дефинитивно најголемиот извор на трошоци на фондовите за здравствено осигурување, а во најголемиот дел од случаите лесно решив проблем. Велите има малкуми на доктори, специализирани нутриционисти, дока и тешко се стигнува и не можат сите да си го дозволат тоа. Од друга страна, по ова 2 години пандемија, многу луѓе, како што и самиот рековте, и тоа ви инспирираше, заглавија од типот ќе пронајдеме по некој совет, не јадете црвено место и сега ете ќе се подржуваме. На крајот на криштата, во неколку минути може ли да објасните што значи здраво старење, како здраво се старее, односно како да се одржи организмот здрав? Што треба се јаде, што не треба се јаде? Внимавајте на секој производ што го купувате, дали пишува во неговиот состав пченкарен скроп. Всушност, пандемијата на метаболичкиот синдром започнува во 80-тите години. Во многу производи, како напредува технологијата на производство на храна, замената на шеќерот со пченкарниот скроп, или како што е заведен high sucrose или high saccharose corn сируп, е она што не носи. Не го приметуваме, воопшто не го осеќаме, нити по вкус, нити по ние мали букви на декларацијата на производот ја гледаме. Во суштина тоа е јапонска измишлјотина од 66-та година. Јапонците никогаш не имплементираа во своите производи. Затоа останаа слаби и витки. Додека и долговечни, не? И долговечни, додека америчката прехранбена индустрија, ако беручке го прегрне сето, да го стегна толку силно, бидејќи беше 10 пати поевтино од тогашниот шеќер. И ден денес е многу поевтин. Меѓутоа, каде е проблемот? Ако молекулата на шеќер, сахароза е еден молекул гликоза и еден молекул на фруктоза, оваму high sucrose corn сируп или како што е да речеме агаве сирупот кој што одредени нутриционисти онака популарно го викаат, леле колку е здрав, супер агаве. Агаве е 90% фруктоза, проблемот е во фруктозата, во тој овошен шеќер. Нашиот мозок, центарот за ситост не го препознава, не реагира на стимулуси предизвикани од фруктозата, вишокот на фруктоза, што не може да се претвори у гликоза и да се метаболизира понатаму за енергија, се таложи како масти. Така да, нападнати сме од таа агресивна прехранбена индустрија која што од 80-тите само зема все поголем. Каде го има се тој пченкарен гликозен сируп? Во се што е процесирана храна. Што треба да јадат тогаш луѓето? Само здраве и... Внимавајте, посебна емисија таму негде пред Великден ќе посветам и на постотина процесираната храна. Мора да научат што значи процесирана храна, што значи преработувањето. Да речеме во емисиите за масти, зборував делумно за обогатување со водородни иони на незаситените масти и создавање на така наречени транснезаситени масти, кои што се исто многу штетни, а ќе мора да го сватат концептот, затоа ги прикажувам и оддално и метаболизмите на масти во нашето тело, и на јаглените хидрати, и на протеините, за да кога ќе го совладаат концептот, сами без проблем ја акомодираат својата желба за вкус
со своите калориски потреби, со фазата од животот у која што се наоѓаат, да речеме дали се у изградба на мускулна маса или со трошење на масти, се тоа многу индивидуално. На крај истите тие планови се менјаат кај човекот недела во недела. Меѓутоа, за да може сам убаво човек да одреагира, да си знае да си го скрои својот план, треба овие основни концепти да ги знае. Накусо кажано, треба да јадеме што е можно повеќе жива, непреработена храна. Не мора да значи, не е добро за сите. Да речеме, затоа и го ставам случајот на Виктор Тровијано од 2006 година се нема ништо нејадено, воопшто ништо. Ништо. Има безпрекорно здравје. Живееме во 21 век кога сваќаме дека таа персонализирана медицина ги крши многу од правилата. Или во вчерашната емисија Мишел Лотито. Мишел Лотито е човек кој што има изедено во тек на животот еден помал авион, 17 велосипеди, неколку компјутери, 8 телевизори, јадал метал, стакло, гума без никаков проблем, никогаш не доби нити гастрит, никогаш не доби. И крвната слика добра му е, веројатно. Све му беше добро, умре од природна смрт. Болеста пика, меѓутоа не се. А способноста на човековиот организам да се адаптира сепак има граници. Треба да научиме како своите граници да ги измериме до каде се и да ги почитуваме. Затоа викам, ова е концептуално. Која е формулата за мерење на да го сватиме концептот. Мора да го сватиме концептот, тие основни работи како функционираат. Ако веќе не можеме да го сваќаме, тек тогаш ајде да се обидеме да И ако го сватиме, балансот е одговорот. Апсолутно балансот кој што не е секојдневен. Балансот е адаптиран на нашите планови. Да речеме, не можеме да внесеме само како кај мојот предизвик во емисија што го кажав 10.000 килокалории. 10.000 килокалории значи дека имам веќе двајца, не се надпреварувачи, тоа не е надпревар, тоа е надпревар со самиот себе. Во 24 часа треба да потрошат дури 10.000 килокалории. Ние, пошто сме вака малце слични по висина, малце различни по тежина, да речеме, во нашето секојдневие ја трошам не повеќе од 2.500 килокалории, вие трошите не повеќе од 2.200 килокалории. Се замислете 10.000 килокалории како би изгледале да ние ги потрошиме. Добро, каков е вашиот режим на исхрана? Што појадувавте? Страшно нередовно. Ја не, за жал не доручкувам уште од основно, од пето одделение. И автор на емисија за здрава храна, доктор по онкологија, специјалист и не појадувате. Не можам, едноставно така сум го подесил својот организам да не можам да појадам. Добро, кога ви е првиот оброк? Негде после пладне. И што е тогаш на во чинијата? Тогаш во чинијата гледам најчесто да е нешто течно и обавезно да е салата. Се зимските месеци многу потешки за тие салати. Во зимските месеци оно што ќе ви го дадат као туршија има у себе многу конзерванси. Така да многу е потешко сварливо. Летно време е многу полесно. Последниот оброк и вечерата кога е? Каква трики прашање. За жал, се уште има ноќи кога оној sugar starvation ке мене преовладува, па дури и со затворени очи фрижидерот се отвара, се бараат сладки работи. Анекдота, пазам што јадам цел ден и вечер, кога ќе дојде вечер, го отварам фрижидерот и се препуштам на. Многу е тежок тој момент, дури посебна емисија баш на Night Sugar Starvation правам. Енормно е тежок да се исконтролира и од ментален, меѓутоа и од физиолошки аспект, меѓутоа све е фаза на учење. Не заборавајте дека и ја проаѓам низ оваа фаза на учење сега, така да. Еден соговорник неодамна овде, автор инаку на литература за самопомош и за саморазвој, за личен развој, рече дека не е важно тоа што јадеме, туку што не јаде од внатре. Не што внесуваме, туку што не јаде од внатре. За здрав живот и здраво старење. И тоа е многу точно во последните 10-15 години, од кога откривме како тој цревен микробиом бактериски се менува во тек на времето, свативме колку суштина важен во развојот на колоректалниот карцином. Пред неколку години излезе уште еден труд кој што го осуди тој лош цревен микробиом за побрзо старење. Така да, работите и од внатре, мислам, тргам од најпростиот пример внатре, од бактерии што населуваат црева. Да не зборуваме па за она добро познато хронично воспаление кое што ни јаде, да кажам, одредени ткива. Така да, све е поврзано. Во суштина сме многу комплицирани организми во кои што не функционираме на база на бинар, да или не, јинг или јанг, добро или лошо, не. Се внатре е полидимензионално и едноставно 3,5 милиарди години еволуција на жива материја создала такви полидимензионални концепти кои што
мора да се Не само тоа, и осознаат. со напливот на интернетот и на социјалните медиуми, колку што сме повеќе информирани, толку сме повеќе дезинформирани, односно неинформирани и граѓаните се во заблуда. Еве велите да не се јаде многу процесирана храна. Кога ќе одите да купите портокали во маркет, на нив на декларацијата пишува дека се третирани со емизолил. Потоа кога ќе прочитате на интернет, пишува дека тоа може да биде канцерогена состојка. Дека е штетна и според стандардите на Европската унија може да предизвика тешки болести. Ајде да го земеме уште попростиот пример. Потоа велите одите, лекарите велат одете во природа, воздухот е многу загаден во природа. Па воздухот за жал Значи нема правило веројатно. Или на крај која ќе биде поентата во емисијата? Нема правило. А токму така секој има свој персонален и биоритам и живот, а постојат начини како тоа персонално да се измери. Веќе не оваа сега наредна седмица, него понаредната седмица имам 3 емисии посветени колку тој наш личен момент може да го измериме и за исхраната, и за метаболизмот, и за фитнесот, и за вежбањето, колку одредени мали разлики од тој геном екстремно влијаат. Така да тие тестови се достапни во Македонија, за среќа и ефтини се. Оние кои што имаат проблем со контрола на тежината, што пробале буквално се и се што крајно време е таков тип на тестови да направат за да видат каде грешат. Или во без тој прво тип време на тестови не може да сватат каде грешат. да пуштат Телма во 12:10 па да ги почнат да ја гледаат вашата Треба емисија. 45 пати тоа. Добро, познат сте како долгогодишен директор на клиниката за онкологија. 5,5 години. За тоа ќе зборуваме во некоја наредна, исто така како сопруг на Ребека Јанковска. По тоа сум познат подолго време. Да, по тоа сте познат како сопруг на или Ребека е позната како сопруга на Па не, обратното. Обратно. Како сте по дома, како децата? Се изредуваа на штрајкот. Нормално за нив продолжена распуст. Не дека не сакаат да одат до школа, сакаат да одат до школа, меѓутоа поинаку го доживеа школата него она што нашите генерации го доживувале како школа. Се тоа, носење маски, создавање на дистанца, им дојде многу хибридно и ја нема онаа радост на одење во школа и игра во школа. Ребека направи кариера како пејачка, меѓутоа потоа се посвети на хуманизмот, на активист за права на децата. Животниот пат не однесе судбината, Така не е. однесе на таа страна. Имате отворена покана следниот пат заедно да дојдете, бидејќи Ребека е сега копродуцент, ми рековте, Да. заедно ја подготвувате, ви помага во подготовката на емисијата. Отворена покана, можеби и заедно со децата да дојдете овде да донесете Тоа малку ќе биде веселина тешко да се исконтролира, Да. ама ќе се во студиото, но обидеме. ете, Жена ми е ко сценари, значи она ми е главен кочничар на одредени лоши идеи, промотор на добри идеи, значи секоја сценарио преводи на прочитување кај неа. И ако каже и тука си забегал, мислам дај скрати ова, не се зафрка и адаптацијата на сценариото е многу битна, но тие може и да забегам во тоа сценарио и да остане неадаптирано, така да ако не е она, ако го нема тоа адаптирање за пошироките маси, онда изгубена. Господин, благодарам за гостувањето. Ви Благодарам за пожелувам поканата. многу задоволни гледачи и здраво старење на многумина околу вас. Околу нас. Благодарам на поканата што